Се прави нов проект за Штипската Саат кула. За таа намена ќе се вршат археолошки истражувања кои што се со цел за изготвување на проектот. Ова е предвидено во нацрт програмата, меѓутоа ќе биде и во одбележувањето на јубилејната за Штипскиот завод и музеј годишнина 70 години постоење на националната установа, вели директорот на Штипскиот завод и музеј Митко Штериов. Тој додава дека по изготвувањето на проектот ќе се бараат средства за конзервација, реконструкција и ревитализација на Саат кулата, со што ќе се добие уште еден споменик на културата, кој што ќе допринесе во збогатувањето на културното наследство и туристичката понуда на градот Штип. Планот наш е да направиме конзерваторски истражувања на Саат кулата во Штип и бидејќи тоа е еден предуслов за да направиме проект за Саат кулата. Имаше еден проект, тој веќе е застарен, по новите правила, значи мораме да имаме конзерваторски истражувања, ќе го имаме и тоа, така да покрај ова Свети-Власие проектот на Исарот сакаме и Саат кулата да ја обновиме во наредниот период. По повод 70 годишнината од отварањето, заводот и музеј Штип планира богата културна содржина, каде се планира да се изготви изложба, каква што била првата изложба од отварањето на музејот, воедно и по повеќе од 15 години да биде објавен и зборникот на заводот и музеј Штип. Дека имаме сигурно една обемна изложба која што сакаме да прикажеме дека првата изложба во Штип била комплетна етнолошка, историска и археолошка, така да ние првата поставка која што било сакаме да ја прикажеме за ова јубилејна година. Се надевам дека до периодот, до крајот на некаде на годината ќе успееме да го направиме зборникот зборник на Штипскиот музеј кој што 15 години не е објавен, не е направен. Се надевам дека ова година ќе успееме да го направиме и зборникот. Директорот на Штипскиот завод и музеј Митко Штериов вели дека и годинава ќе се продолжи со истражувањата на археолошките локалитети. Очекува Министерството за култура да подржи поголем дел од проектите со кои установата има аплицирано за средства и тоа во висина од околу 6 милиони денари за оваа година.